Истражен судија оформи предмет и ме повикна мене во истражување. Беше некаде во 6 месец, така не се сеќавам, пошто долго време влегов кај истражен судија, беше и неговиот адвокат. Му кажувам ова историја што ми се деси не во пекарата. После тој адвокатот него почна да ме испрашува политички. Зошто пекарата е донена во Ресен, зошто ПДП реагираат вака, зошто сака некако да ме намесат политички. Му кажав на судијата, дали сум овде за политика или сум за ова што сум истепан. Покуша тој да го стопира, си направедаше еден записник мој со овие зборови, све е пишано, само е метано и то политички некако. Дека сум пекарата ќе работи за УЧК, пекарата ќе овие се вработените се УЧК, а јас со нефзата Лили ќе ја проширам или Рида во Преспа, наводно дека сум бил во Орка во хотелом во Скопје, не знам ни кај влезов во тој хотел, не знаех ни кај, наводно дека во таа варијанта сака политички, пошто јас не се почнав веќе да барам правда во сите институции во Република Македонија. Ојде 2 месеци, го натера Зеке Чочај да изменит изјавата, пошто мене ми му даде налог да ме истерат од фирмата. Во 16 мај мене тој ме одјави од фирмата и ме отстрани, пошто имав кредит земено за него, во прокредит, јас бе во контрола го држев, има 50.000 евра земено кредит, затоа што инвестираше во една пекара. И во 16 мај викат ти поче викат немој да бидиш тука, сватив што е работана, не се лутев, пошто имаше наредба, а тој имаше инвестирано овдека и наводно дека ќе му помаге да ќе ме да смените изјавата, еден што беше вработен истеран, ќе ја донесиме, му беше шура на инвеститорот, ќе ти ја донесиме овдека, дури ја смени изјавата. Кога и смени изјавата, тој беше во Ресен, работел во Ресен, и кога заврши изјавата, кога заврши Џоко Стрезовски дека немат сведок за да го гонет, тогаш му редеше на овој да го истерат, шурамо да си бегат како сакат, зашто ќе го затворат. И тој го зел да ќе ме преку планина ги имат префрлено во Косово.